Објавен е тендерот за избор на надзор за третата фаза од пругата кон Бугарија. За 10 дена треба да биде објавен и тендерот за избор на изведувач, со што во текот на летото ќе почнат работите на терен, изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски пред состанокот за активностите и плановите за проектите на Коридорот 8, што се одржува во соработка со представници на делегацијата на Европската унија во Скопје. Николовски најави дека на состанокот ќе се разговара и за западното железничко крило на Коридорот 8, како и за проектите за изградба на патните делници на овој коридор кои потенцираше се одвиваат добро. Изградбата на железничкиот и патничкиот дел од Коридорот 8 ќе чини 5 милиарди евра. Државата покажува дека може да спроведува големи инфраструктурни проекти, рече Николовски. Бен Нупнау од делегацијата на Европската унија посочи дека Коридорот 8 е стратешки проект со придобивки за граѓаните и државите, истакнувајќи го неговото безбедносно значење во услови на геополитичка криза. Состанокот е потврда за заложбата на владата за спроведување на проектите од Коридорот 8, посочи Нупнау. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков порача дека иницијативата Скопје Европска претстолнина на културата 2028 представува можност за создавање нова приказна за главниот град, базирана на отвореност, соработка и заедништво. Во своето воведно обраќање на конференцијата што се одржа во Скопје, тој истакна дека овој проект не е само институционален, туку проект на сите граѓани, со потенцијал да го промени начинот на кој се доживува и развива градот. Љутков нагласи дека станува збор за еден од најзначајните стратегиски проекти за државата, кој има за цел да го позиционира Скопје како современ европски културен центар. При тоа посочи дека проектот ја има целосната поддршка од владата предводена од премиерот Христијан Мицкоски, што обезбедува стабилност и континуитет во неговата реализација. Според министерот, Скопје 2028 не е само титула, туку процес што носи нова енергија, развој на културната инфраструктура и отворање на нови културни простори. Во таа насока беа посочени конкретни проекти како ревитализацијата на Скопското кале, заштитата на Скопски аквадукт, обновата на универзална сала и развојот на локалитетот Скопје. Тој додаде дека иницијативата е насочена кон долгорочна трансформација која ќе се чувствува и по 2028 година, создавајќи нов културен импулс и подобар квалитет на живот за граѓаните. Денеска во Министерството за одбрана ги отворивме билатералните македонско-американски одбранбени консултации со делегацијата од Соединетите Американски држави, сподели во објава на социјалните мрежи министерот за одбрана Владо Мисајловски. Американската делегација беше предводена од заменик помошник секретар во Пентагон Дейвид Бейкер и вршителот на должност амбасадор Никол Варнс. Го потврдивме долгогодишното пријателство и стратешко партнерство меѓу двете земји, со заедничка посветеност кон зајакнување на безбедноста и стабилноста, како и кон унапредување на одбранбената соработка преку нови иницијативи и инвестиции. Нашето партнерство се темели на меѓусебна доверба и силна соработка, кои се клучни за справување со современите безбедносни предизвици, истакна Мисајловски. Тој воедно упати благодарност до Соединетите Американски држави за континуираната поддршка и порача дека заеднички ќе продолжат да инвестираат во стабилноста, безбедноста и сигурната иднина. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска учествуваше на панел дискусија посветена на енергетиката на економскиот форум во Делфи, Грција, каде заедно со високи владини представници и лидери од енергетскиот сектор се дискутирало за иднината на енергетската безбедност во регионот. Во своето обраќање, министерката Божиновска нагласи дека земјата влегува во нова фаза на енергетско позиционирање. Денес ние свесно се позиционираме како регионален енергетски јазол што ги поврзува пазарите, изворите и партнерите, рече Божиновска. Таа ја представи стратегијата базирана на 3 клучни столба. Интерконекторот со Грција како директен пристап до алтернативни извори на газ,
Соработката со Србија, која отвора Северен коридор и овозможува двонасочен проток, и партнерството со Соединетите Американски држави, со што се зајакнува енергетската независност. Енергетската политика без инфраструктура останува само декларација. Со изградбата на овие коридори ја намалуваме ранливоста, создаваме поконкурентни цени и се позиционираме како транзитна земја што додава вредност, рече Божиновска. Министерката потенцираше дека новата улога на земјата не е само транзитна, туку стабилизирачка за поширокиот регион. Во однос на енергетската транзиција, Божиновска истакна дека пристапот на државата е прагматичен и насочен кон сигурност. Нема енергетска транзиција без сигурност и нема сигурност без диверзификација. Географијата сама по себе не е предност ако не се претвори во политика. Нашата цел е да станеме фактор на стабилност на регионалниот пазар на електрична енергија. Клучната порака која министерката ја испрати од Делфи е јасна. Градиме енергетски систем кој е диверзифициран, поврзан и стратешки релевантен, со улога што ќе го дефинира нашето место во Европа во децениите што следат. Поранешниот вице-премиер и министер за односи меѓу заедниците Артан Груби останува во куќен притвор со надзор. Од основниот кривичен суд Скопје информираат дека по предлог на обвинителството судот ја продолжил мерката за 30 дена. Груби, кој заедно со поранешниот директор на државната лотарија Перпарин Бајрами е осумничен за проневера од 8 милиони евра со ВЛТ апарати. По повеќе од 14 месеци бегство во февруари годинава беше уапсен на граничниот премин Блаце. По распит во обвинителството Груби наместо во притвор кој претходно му беше определен во отсуство, поради безбедносни причини доби куќен притвор. Иран остварил прв приход од новововедените такси за бродови што минуваат низ Ормускиот теснец, еден од најважните светски морски правци за транспорт на енергенси. Како што изјави заменик председателот на парламентот Хамид Реза Хаджи Бабеи, првите уплати од транзитните такси веќе се префрлени на сметката на Централната банка на Иран. Тој додаде дека системот за наплата е веќе активен, но не откри детали за бројот на бродови што ја платиле таксата. Според информации од полуофицијални извори, висината на надоместокот варира во зависност од типот на товар, количина и нивото на ризик на секој брод. Пратеникот Али Реза Салими изјави дека Иран веќе започнал со наплата, повикувајќи се на доверливи извори. Меѓународните медиуми претходно објавија дека Техеран размислува за дополнително зајакнување на контролата врз стратешкиот поморски правец, вклучително и барања за однапред договорени плаќања и користење на алтернативни валути. Пловидбата низ Ормускиот теснец, кој е клучен за глобалниот транспорт на нафта, е веќе под зголемено внимание поради геополитичките тензии и последните воени случувања во регионот, кои предизвикуваат загриженост за стабилноста на енергетските пазари. Два локални воза се судрија челно во Данска, при што беа повредени најмалку 17 лица, од кои 4 се во критична состојба, изјавија службите за итни случаи за Reuters. Јавниот сервис прикажа снимка од два жолто-сиви воза, двата со видливи оштетувања на предната страна како стојат еден спроти друг во пошумена област. Несреќата се случила северно од Копенхаген на железничката пруга што ги поврзува градовите Хилерод и Кагеруп, соопшти полицијата. Станува збор за два локални воза кои се судриле челно, изјави портпаролот на спасувачките служби за Reuters. Меѓу патниците има повредени. Сите излегоа од возовите така што никој не е заробен. На местото на настанот испратени се големи сили на спасувачките служби, додаде портпаролот. Повредените во меѓувреме се пренесени од местото на несреќата со возила на итната помош и хеликоптери, соопшти противпожарната служба. Денеска не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи во источните делови од државата, постојат услови за појава на слаб локален дожд.
Дневната динамика ќе биде обележана со умерен на моменти засилен ветер кој ќе дува од северен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени во утринските часови, додека максималните дневни ќе достигнат од 12 до 18 степени. Во главниот град ќе преовладува променливо облачно време со сончеви интервали. Ќе дува умерен ветер од северен правец. Живата во термометрите ќе се спушти до 4, а максималната дневна температура ќе достигне до 18 степени Целзиусови. Иако од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат период на стабилно и потопло време, со пораст на дневните температури, утринските часови ќе останат свежи. Особено внимание е потребно в петок, кога на места се очекува утринските температури да се спуштат под нулата, што создава услови за појава на мраз.